Благодарам, заместник председателя. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, почитуван колега. Како што претходно напоменавте, да се надополниме во однос на делот каде што го споменавте Уставниот суд. Еве, најпрво од овде сакам да ги повикам уставните судии, бидејќи знаеме дека председателот на Република Македонија, кој што е избран со купени гласови, сигурно ќе си го потпише указот за овој закон, бидејќи е марионета на владеачкото мнозинство. Меѓутоа, друга инстанца каде што може да се ревидира ова противуставно и противзаконско решение е Уставниот суд, кој што според Уставот ја има и всушност и оваа надлежност. Покрај другите надлежности што ги има Уставниот суд, цитирам, Уставниот суд на Република Македонија во членот 110 од Уставот на Република Македонија одлучува за согласноста на законите со Уставот. Решава за судирот на надлежности меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт. Овде не да решава за судир, овде не се знае кој зашто одлучува. Поделбата на власта е воспоставена по хиерархија, извршната власт е ставена над сите и таа командува со сите власти. Зошто? За да се озакони криминалот кој што сакаат да го поминат и скривајќи се зад законско решение и бегајќи зад колективна одговорност, а единствена и одговорна институција која што треба овој закон, односно оваа спогодба да подпише е премиерот и владата на Република Македонија. Тоа значи дека истите бегаат од одговорност кога сакаат и се свесни дека го кршат Уставот и законите, а впрочем, за да дојде до овде имаме и причинско-последични врски. Зашто? Пред неполн месец овде исто така дебатиравме дека изборот на судиите го вршат токму по нивни однапред воспоставени критериуми и лица кои што кога ќе им дадат ваква задача треба да замижат и треба да ги поминат, односно да ги озаконат сите овие дејанија. Ова ќе биде првиот тест за Уставниот суд и новоизбраната судика во Уставниот суд Кацарска, да видиме дали подобрен глас, како ќе постапат во однос на ова противзаконско и противуставно решение.